ние први ги побаравме информациите на интернет страната на Бирото за јавни набавки, меѓутоа за жал таму не може да биде најден ниту еден документ, договор за јавни набавки кој што се однесува на кампањата Избери живот, имаш право на избор. Иако за другите кампањи податоци се наоѓаат. Меѓутоа ние се осврнавме на податоците кои што Здружение ЕСЕ уште во 2009 година кога почна оваа кампања ги доби преку истата интернет страна на Бирото за јавни набавки. Тогаш, според договорите за јавни набавки кои што беа поставени на интернет сајтот на Бирото, стоеше дека за оваа кампања во 2009 година владата плаќа 36 милиони денари од буџетот на Република Македонија. Меѓутоа, овие документи набрзо потоа беа тргнати од таа интернет страна за до денеска да не бидат воопшто вратени назад. Поради тоа, имајќи ги во предвид трошоците за другите владени ТВ кампањи, можеме да претпоставиме дека од 2009 година па до 2013 до денес владата на годишно ниво троши околу 36 милиони денари државни средства од буџетот на Република Македонија со цел да ја спроведува оваа кампања Избери живот, имаш право на избор. Со цел да се види што значат овие средства и како може да бидат поцелисходно искористени за унапредување на здравјето на жените, направивме споредба во однос на буџетите за превентивна здравствена заштита кои што ги одделува владата на Република Македонија и буџетите конкретно наменети за програмите за унапредување на женското здравје. Па така може да се заклучи дека овие 36 милиони денари представуваат 10% од буџетот кој што владата го издвоила за вкупната превентивна здравствена заштита од буџетот на Министерството за здравство за 2012 година. Значи, само оваа кампања е износ на 10% од целокупниот буџет за превентивна здравствена заштита.